рече во последното кој да е издание на Политиканти за ова 2025 година, се разбира, со мене Боријан Јовановски. Добро вечер од мене, јас сум Сашо Ордановски и ова би требало да е, не знам ја кој издание, ама четврта Како е сезона последно тераме. во 2025 година и како што нагласив, не последно, се разбира. Да кажеме дека Боко ќе прави една пауза дока и 17 јануари, а и не знам што се паѓа и така, ама секако после празниците првиот петок ќе продолжи. Па би требало за да ги одмориме гледачите од нас, мислам. За разлика од Мечка, ние Мечка и Мичо ние и немаме баш таа кондиција. Години се во вражење збор да нема тука. Бојан, ќе имаме и гостин кој што е најавен во насловот на епизодата, со него ќе поразговараме после 30 минути нашите двоменни коментари. И на тој пат рековме, бидејќи е крај на годината, нека нешто да кажеме за тоа како поминува и што мислиме дека ќе се случува наредната. Да. Морам да кажеме дека ништо спектакуларно нема да најавиме, бидејќи мислам дека сите луѓе веќе имаат свои ставови за тоа што е, како и како ќе биде, ама еве нешто ќе досовиме на таа отворена рана на македонска и меѓународна политика. Па, сума сумарум, да, нема нешто да се сподели, нешто што би било вака убаво и нели весело како што сака премиерот, мислам, ја не знам како во таа да се вклопам во таа атмосфера на неговата екзалтираност од напредокот, успехот, што и да е. Ќе мораме да му се придружиме на талогот кој да е тој, како, што и да мисли премиерот, што подразбира под талогот кој нели ја таа атмосфера ја нарушува, но фактите се на страната на талогот, затоа што Македонија во 2025 едноставно залута. Моje мислење е дека се најдовме во навистина во слепа улица, од која напред нема, а ми се чини дека станува се потешко и маневрата за рикверцот. И 2026 во таа смисла за мене е тешко да ја предвидам во која насока би одело тоа понатаму, но она што може да се предвиди е дека 2026 ќе донесе штети од ова заглавување, кое произлезе од една демагошка, популистичка потреба да се задоволи едно гласачко тело, манипулирано со дезинформации, не по негова вина, туку намерно тенденциозно манипулирано со дезинформации, што од домашни познати актери, толку и ми се чини и од надворешни. Некогаш они коинцидираат, некогаш тие надворешните дури немаа потреба да интервенираат, бидејќи домашниве многу како виспрено ја презедоа таа улога. Го изманипулираа гласачкото тело со таа, нели, некоја теза дека ние не можеме да виткаме кичма, дека сме изложени на диктат, дека сме изложени на букаризација, дека не постои македонскиот јазик, дека ќе биде укинат и низа на други лаги кои сега не доведува во една ситуација каде што јас мислам дека во Европската унија веќе не разговараат со нас. Мислам дека нема разговор. Марта Кос имаше вчера еден твит. Просто како сувопарноста на твитот кажува се, вели Македонија се најде во проблем со мазут поради блокадата на грчката граница која произлезе од протестите на земјоделците во Грција. Бугарија и понуди помош, Македонија одби. Толку е твитот на Марта Кос, што е сепак влијателна и влијателна во смисла не на твитерџика, туку на функција, и тие луѓе не пишуваат твитови случајно, затоа што немаат што да прават дома, па твитаат, нели? Има еден таков, ама тој не е во Европа. Да, што пишува по 150 твита. Не е во Европа. Сега да кажам,
Многу работи може да се прочитаат во таа сувопарност на пораката на Марта Кос. Се е кажано на оваа влада, се што треба да знае, и од друга страна 2025 видовме дека пропаѓа, се урушува цела она исто така демагошка теза дека добро, ако они не сакаат, ние ќе ја донесеме Европа дома, бидејќи сите извештаи укажуваат на нешто што е сосема спротивно, и не само извештаите кои се добиваат од Европската унија или од други релевантни фактори, туку и од она што го гледаме, она што го живееме секој ден. И 2026 мислам дека ќе пристигне сметката за оваа авантура. Према да ти кажем дека ние памтиме 3-40 години наназад, мислам, бидејќи сме активни од тие 4 децении, па и повеќе во тоа што го работиме, сме имале разни драматични години. Сме имале распад на светот, како што го знаевме, на почетокот на 90-тите. Сме имале трагични воени години, сме имале конфликти кај нас и така натаму. Значи, сме имале разни вознемирувачки години за нас, но мислам дека оваа 2025 е најдепресивната година. Знаеш како сега до душе со тек на време спомените бледеат и секогаш ти се чини дека ова што сега ти се случува е веројатно на неизвестен начин впечатливо. Јас извинувам, Сашо, пораки од гледачите дека на Сашо микрофонот не работи. Работи, добро, фала, Сара, фала. Така што, сакам да кажам, сме имали различни драматични години, но ми се чини никогаш вака депресивна година. Прво, де факто нас не се случи најголемата цивилна трагедија после Скопскиот земјотрес, со 163 жртви, за тоа ќе разговараме во текот на емисијата со нашиот гостин. Тоа е едното. Второто е и заради целата политика веќе го доживеа пароксизмот на известна персонализација на политиката. Не само кај нас, на светско ниво, тоа никогаш не било така, секогаш имало личности кои што одбележувале децении, политики и така натаму, но сега е се сведено. Јас мислам дека овој премиер што сега го имаме во Македонија е премиер кој најмногу зборува во прво лице еднина. Ја, додека сум јас, со мене, ако јас се прашам. Значи, нема изјава која што рефлектира некаква институционална мрежа зад него. Се е сведено на него и само него. Годинава официјално се потврди податокот дека 700.000 луѓе ја напуштиле Македонија. Тоа не е оваа година, тоа е еден сумарум на веројатно последната деценија, може би и подолго. Меѓутоа, де факто останавме во Македонија 1,5 милиони луѓе физички, мислам, ако тоа нешто значи. И тоа е веќе една цифра во која што тешко може да се конституира критична маса. Зашто било освен за овој популизам и ова што ти го говориш, ова море од лаги со кои што ја поклопуваат јавноста, бидејќи ова е едно од владите во кое што веројатно најефикасно работи само пиар департмантот на владата. Повеќе и нема критична маса, се чини, на луѓе кои што, освен на социјалните мрежи, бидејќи седиш во Австралија или во Нов Зеланд или во, не знам, во Швајцарија и нешто пишуваш на социјални мрежи, но во Македонија мислам дека повеќе нема критична маса од луѓе, па дури и на сите страни. Мислам дека и ова што и оваа влада и овој премиер не успеваат да најдат квалитетни луѓе за разни ресори, ја одраз на тоа, вклучувајќи и опозицијата која не успева да најде квалитетни луѓе за разни ресори. Гледаме како Филипче се мачи. Добро, сега младите се во офанзива, младите секојаш, и ние сме биле млади, и ние сме биле во офанзива и така, но очигледно е дека младоста не е доволна за да некој работи се помрднат од мртва точка. Така што влегуваме, при тоа морам да кажам дека јас не памтам влада која имала толку мали, релативно споредено помали предизвици од низа влади претходни. Значи, ВМРО дојде на власт годинава со едно апсолутно мнозинство во сите нивоа на власта, од председател преку централно ниво на владата до последниви избори локални и така натаму, а при тоа не можеме да се напнеме, да направиме некаков обид да го дефинираме што е нивниот концепт на владење. Кои се реформите кои ги прават веќе со месеци па и години, така, тешко дека ќе можеме да ги опишеме. Тоа значи дека 2026 година прво
необично е економскиот неуспех со кој што ја соочија државата, потрошија милиарди за кои веројатно најголем дел од луѓето и во владата не знаат каде се отидени, има таму кои знаат, ама најголем дел од нив не знаат. Сите прогнози се дека 26 година ќе мора да позајмиме меѓу милиарди и 2 милиарди евра за да можеме да ја испливаме наредната година, не за да постигнеме не за знам сервисирање на за администрацијата. сервисирање на администрацијата и на некакви нормални Социјални потреби, трансфери, социјални трансфери и така натаму. Тоа уште сега сум сигурен дека ќе биде прогласен за голем успех на владата, која ќе се позајми 2 милиарди, бидејќи ќе каже дека тоа ни една претходна влада не успеала да го направи и така натаму. Меѓутоа во суштина ништо не се мрда. Плюс по последните неколку месеци ја гледаме оваа интензивна, а таа ќе дојде до својот пароксизам, до својот врв, веројатно негде на пролет до кај јуни, овој обид да се редефинираат предстојниот наплив на мигранти, да се редефинираат како работници кои недостасуваат на македонската економија. И тоа е сигурно така. Македонската економија, дури со овој слаб инвестиционен наплив, кој што веројатно најслаб во децениите наназад, има недостаток од работна сила, но владата нема храброст дури ни за тоа да излезе и да дефинира отворена политика и каже да. Како сакате, кажете ги, работна сила, мигранти, што и да се, нам ни фалат, ни тоа не го прави. И при тоа да има јасна концепт за тоа дека треба да ја спречи ксенофобијата која инаку оние посадија во некои претходни... Со хистерија, хистерија. Така што мислам дека од оваа 2025 година, една депресивна година, ќе влеземе во 2026 кое што таја нема да биде, ми се чини се уште по сегашниве проценки, да ќе продолжи да биде лоша година на светско ниво, бидејќи е јасно дека кризите кои што во меѓувреме избувна, особено во последнава година, не им се гледаат контурите на завршување. Гледаме дека се петљаат нешто околу Украина, ќе има мир, ќе нема мир. Ти знаеш дека мојата теза е дека Путин не сака мир, бидејќи секој мир значи отворање на проблемите на Русија дома, а тоа Путин не може да го оправда. Ќе имаш оваа американска администрација која што јас пак ќе повторам, тоа го кажувам неколку пати, мислам дека Трамп нема да заврши следната година како председател. Тоа ќе биде пред се заради неговите здравствени состојби кои ескалираат. Ќе видиме како тоа ќе се развива, но ми се чини дека тој веќе е во фази, во ситуации кога не може да контролира тоа што тој го прави и тоа што администрацијата го прави. Значи, таму ќе имаме некакви дополнителни распади, при тоа имаме едно нагло будење на Европа. Тоа во наредната година ќе се билда уште повеќе будење во секоја смисла, но пред се ќе доживееме една милитаризација на европскиот континент, бидејќи очигледно дека сега одбраната на Европа мора, што е можда и една задоцната фаза да падне на Европа, но истовремено паралелно ќе сведочиме и тоа ќе биде една координација помеѓу Вашингтон и Москва, за жал, ето до таму стигнавме, на поделба, на што подлабока поделба на Европа помеѓу десницата и крајната десница, значи одека ние не разговараме за конзервативните движења, туку на овие крајно десничарски, фашистички, неофашистички така натаму движења кои ги има посејано во сите земји, и на другата страна е обид за опоравување не на социјалдемократијата, бидејќи таа е прилично потоната и ќе видиме кога и како ќе може да се врати, но на едни либерални центристички кругови, така, кои што ќе сакаат да ја стабилизираат ситуацијата и да одржуваат демократијата. И мислам дека во центарот на тој удар, на крајот на криштата, ќе се чека што ќе биде во Франција, бидејќи падот на Макрон, кој не е за едната година, но слабењето негова е стратегиска цел и на Путин и на Трамп, а особено акцентот ќе биде ставен врз Германија. Бидејќи мислам дека Путин повеќе не ја гледа Украина како своја страна, тој кога би можел, како што гледаш ги хаотични се вестите што се случува по фронтовите, еден ден напредуваат, другиот ден ги млатат таму како оваа машина за мелење месо, за жал и така натаму. Жртвите се огромни на двете страни, но мислам дека неговата цел е сепак да ја подели Германија. И напредокот на АФД кој може би го достигна својот лимит,
но тоа ќе треба да се види, да се посведочи што ќе значи за самата германска внатрешна политика, бидејќи ако тоа успеат да го направат, ако централната, најголемата земја во Европа, во Европската Унија потклекне под тој притисок, мислам дека многу од агендите што тие ги посакуваат, мислам Трамп и луѓето околу Трамп, бидејќи не сум сигурен дека и самиот Трамп е до крај заговорник на тоа, но целата онаа линија на J.D. Венс и на разноразни други таму десничари, од кои што некои се онака отворено фашизоидни, заедно со овој режим во Москва, дека тоа им е целта. Но мислам дека на азиските линии на фронтот ситуацијата ќе се одвива без драми, ако смеам така да го оценам тоа, ќе продолжат конфронтациите, меѓутоа мислам дека нема да дојде до драматични развои на станите во смисла на војни, судири, конфликти и така натаму. Пред се мислам на Кина и сите други таму движечки сили, бидејќи Кина е земја која што сепак размислува со децении, ако не и векови однапред. И еден друг многу порационален мајндсет. И не брза во своите одлуки, бидејќи тие мислат дека што е нивно ќе си дојде, кога и како ќе видиме. Но од друга страна гледаме дека една непостојана, нестабилна, хаотична политика во Соединетите Американски држави. Таму предстојат и конгресни избори. Следната година во која по сите прогнози Мага и Трамп ќе доживеат тешки порази, а потоа следува нов чептер, нова глава во внатрешната нивна политика, кај што ќе треба да се затвараат и да се отвараат многу прашања до интерпелации и така натаму, но велам сето тоа под предуслов Трамп физички, здравствено да може да ја заврши следната година, затоа се прогнозите прилично двојбени, би се рекло. И од 26 ние оптимистите, зашо во секое лошо за добро. Прво, за кај нас дома, во 26-та, локалните избори што покажа огромен пад на ВМРО, 100 кусрилјади гласа им фалат. А избран е градоначалник на Скопје со 90.000 гласа, што е, ја не знам тоа, кој е легитимитет. Спектакуларно ниско. Да, спектакуларно ниско. Тој еден СДС исто така доживеа дебакл. Тоа е еден многу гласен сигнал, ако можам така да кажам, на граѓанството кое мислам дека е веќе во состојба на едно будење и разбирање дека не постои можност дека за Deus ex machina која некоја од овие две големи партии ќе испорача за да се решат работите. Мислам дека станува јасно во неспособноста и некадарноста на двете политички структури да можат да го обезбедат тоа што граѓаните го заслужуваат како дел од овој континент, како македонци, како луѓе кои припаѓаат на некоја цивилизација и тоа будење мислам дека почнува. Инаку гостинот на оваа емисија ни е една таква изворедна илустрација за таков еден процес и очекувам во 26-та сепак да почнат да се создаваат некакви нови здрави јадра околу кои ќе се формираат идеологии кои Македонија ќе ја постават на таму каде што треба. Тоа е пака едно мое предвидување, можеби тоа нема да биде нешто многу спектакуларно во 26-та, но веќе тие јадра ќе станат видливи. И второ, за меѓународен план, 25-та ја одбележа објавувањето на војна, на идеолошка, културолошка војна, која Трамп ја објави на Европа, со многу експлицитна поддршка на сите овие радикални струи во обид, точно да ги ослаби трите пилара европска Германија, Франција и Велика Британија, бидејќи во Велика Британија Венс и компанија го прават и исто како да не, Најджел Фараш, апсолутно. Најджел Фараш и Тони. Овака како да кажем, дури они него ни кријат тоа во нивните говори. И исто така тоа во Европа создаде, ако можеш да забележиш, еден
wake-up call, еден страшно гласен аларм, кој ја разниша Европа во една позитивна смисла. И сега, ако ги забележуваш изјавите на Мерц, например, во последно време, они се доста радикални кога се обраќаат до оваа страна од каде што им се откаде што доаѓаат непријателствата. Веќе минатата недела, не знам дали забележа, фатен е од АФД човекот како на Кремлин му обезбедува документација. Така што, види, во Германија тоа со АФД, таа приказка нема многу лесно да им оди на АФД. Мислам дека ќе дојде до тој тип на како ти кажам, на по-малку подрастични мерки на актуелните владеачки елити во однос на комоцијата во која се движат овие проруски и екстремно десничарски политички структури, или уживајки во демократијата, во комфорот на демократијата и либерализмот, против кој они инаку се борат. И тоа во 26-та тој судир ќе стане многу појак, бидејќи види, не се работи тука за губење на власт. Се работи за губење на вредности, врз кој е поставена Европа од Втората светска војна наваму и врз кој европскиот континент во голема мера виде многу големи и благослови, и просперитет, и мир и така натаму. Така што тоа не е будење на една политичка елита која е на власт, тоа е будење на целиот тој базен или како е контингент на либерална една структура во која се и политичари, и интелектуалци, и разноразни други организации кои мислам дека ќе ги збијат редовите за да одговорат на овој доста прво е безобразна е реториката со која ај само што е самата цел доста безобразна, туку и реториката, дрскоста со која се прави тој обид да се стави динамит во фундаментите на Европа. Знаеш? Види, јас не ги подценувам капацитетите на либералната и ова центристичка Европа, демократската Европа и така натаму. Тоа се капацитети градени со децении. Тие се веројатно помоćни отколку овие десничарски, ултрадесничарските. Меѓутоа, гледам ефикасноста на оваа валканева пропаганда. Прво, не мислам сега овдека да анализираме што се случува пропагандно низ Европа и колку поминува тој тип на наративи и американски и руски. Па ти земи само во Македонија во која мера се лаже. Ние имаме овдека експлицитни ширачи на руската пропаганда, Нова Македонија, например, која ќе ги погледаш текстовите. Тоа се препишани директно, мислам, памфлети. Тоа се памфлети, да. И тие, знаеш како тие резонираат по социјални мрежи, шират омрази, лаги колку сакаш. Сега имаше некаков текст за тоа дека, знаеш, само повторуваат да речеме дека во Епштиновите фајлови Обама и не знам кои злоупотребувале деца. Да, види се, секој нормален знае дека тоа лага, да, ама има, за жал, има многу понеинформирани отколку информирани луѓе. И ти тоа не можеш да го... И тоа нака директ еден безобразен, еден лажен напад. А добро е, сега немаме време да посетиме внимание кој стои за таа структура која во суштина стои една српска служба која не само српска, тука и малку и со директни руски, можеме таму да екстензија на Москва. Да. Така што во таа смисла јас имам овој тип на малку предчувство лошо, бидејќи знам дека лагата многу побрзо го претрчува светото отколку вистината која треба да демантира. А во ова време на социјални мрежи која луѓето веќе апсолутно веројатно добар дел, едно 60-70% од луѓето, особено младите, не се информираат од некакви проверени традиционални медиуми и така натаму, тоа се покажува како ефикасно.
Да направам само уште евентуални 3 сценарија за Македонија, бидејќи имаме и минатиот пат ги пропуштивме да ги коментираме оние 2 исечоци што ги имаме од само ако ми дозволиш за да не се ова што го кажува Сашо. Иди. Тоа интересно е да се погледат истражувањата. Младите луѓе, тоа Нова Македонија, овие разноразни вести и така. Не е таа единствена, има тука и други. Младите тоа не го гледаат. И сега види, погледни го феноменот на тешки муабети, на Мечка и на Мичо. Значи, моментално, и тоа не го кријат многу и наши колеги кои се свесни, стануваат еден од највлијателните медиуми. Сакам да кажам, луѓето затоа што детално ги деконструираат лагите. Да, и затоа и искреноста која им се препознава. Едноставно се препознава. И на тоа се должи нивниот феномен, што при тоа кога веќе одбележуваме крај на година, они се може да се одбележат како најхрабар медиум кој се медиумски феномен оваа година. Така што и да прават овие традиционални медиуми, колку и врз нив да влијаат овие нели класични традиционални центри на моќ, се јавува ова. И пак те враќам на се обидувам, мислам, знаеш, ја знам дека делуваме наивно ние оптимистите, но ја не викам дека битката е изгубена, сакам да ти кажам дека ќе продолжи. Едноставно станува преочигледни стануваат некои манипулации кои со години се провлекуваат. Се помели за ова да продолжиме таму. Мицковски има месечини идната година од прилика 3 избори. Што може да ги направи и може би ја потполно грешам, но еве ќе се охрабрам да ги кажам кои се тие 3 потенцијални избори. Прво, и покрај негирањата, и покрај, како да кажем, цврстиот став дека тоа не е така и така натаму, следната година е година потенцијална за воредни парламентарни избори. Биќе мислам дека кога некаде кон средината на годината ќе се натрупаат сите овие проблеми за кои што говориме, значи една меѓународна безизлезност, финансиски крах, соочување со ветувањата што ги даде за донесување овдека, како викаат, не мигранти, туку економски работници и така натаму, Мицковски ќе дојде во ситуација кога ќе помисли дека може би тоа треба да се прави со еден нов мандат доколку го добие на воредни избори. Што се плаши од Дуи затоа што не може да ги консолидира влен, бидејќи таму не се знае како ќе се ако успее да компликувана, бидејќи може да го добие, може да го се случи да го добие Дуи како апсолутен победник, па да не знае кај да. Па нема проблем, ќе се направат коалиција одма, тоа изде. Добро, тоа не сум сигурен дека тоа лесно ќе оди, да. Они прерипна многу поважни работи по втората опција која што исто така ми се чини дека не е сосема неверојатна, иако шансите за неа се можеби најслаби, тоа е Мицковски се повеќе од политиката. Јас тоа не верувам. Да, добро. Еве, јас ја авансирам таа теза, бидејќи знаеш како го гледам дека он е во суштина невесел, он е арогантен, он сваќа дека, знаеш, он се повеќе добива некаква во себе гледа како некаква историска личност која ќе треба да решава проблеми и така натаму, а некои од проблемите што сам ги создаде не може да ги реши. И бидејќи мислам дека неговиот карактер, а и околината во која се наоѓа, бидејќи таму околу него има секакви, некои од нив му играат и на глава и како што треба, нели така, не би исклучил сосема дека ќе излезе и каже, видите, од мене толку, од тука без мене, бидејќи ја реков дека ја додека сум ова и така натаму. Тоа е таа прва лица еднина на политиката. А третата варијанта е да продолжи ова што ни се случува со клатење на вагонот на возот кој не оди нигде, стои у место, ама знаеш за оној вицот за Бајко Црвенковски, го клатиме вагонот за мислиме дека негде одиме, ќе се задолжуваме од тие пари и понатаму како и досега ќе се губи трагот на добар дел од тие пари. Знаеш како пари во светот има колку сакаш. Така што не е проблем да се најдат 2, 3, 5 милиарди, сега се надевам дека не да дојде до 5 милиарди, но ќе финансираат овој тип на, ќе продолжиме со ова дневно по 3 пресконференции, едните, другите плукања, а вие која бевте, ние која бевме ова за те, така натаму и така натаму.
И се разбира, ова сето го кажувам бидејќи не верувам дека ова СДСМ кое сака да се представи како најголемата опозиција во државата, дека е во ситуација да се консолидира едната година. Јас мислам дека, ја лично мислам дека со Венко Филипче тоа и не може да се случи. Меѓутоа во политиката понекогаш треба да помине време за да некои работи што се вака на прв поглед видливи да станат јасни. Трендот е јасен за локалните избори, тоа што го кажа. Инаку кај нас се дека гостинот му е време и надвор, мислам, забележевме една дебата која организираше Институтот за општествени и хуманистички науки од Скопје во соработка со универзитети од Вишеградската група на земји и добро е да ги чуеме тие два исечоци од професорот Будимпеште и од професорот од Полска, мислам ги имаш запишано нивните имиња како но две вака кратки чисто илустративно како се гледа на Македонија од една таква академска, политички неутрална и национално неутрална позиција. Сара, ако сакаш да не ги пустиш. If you manage to prove and show with actions that you want to the EU, it's not about Bulgaria. It is about internal reforms. It is about fighting corruption. It is about division of powers. It is about independent judiciary. It is about responsibility of political actors. And if you manage to prove that you can deliver that, no one will really pay attention to the question what the Bulgarians think about the EU membership of North Macedonia. But as long as you don't do these things, you hide behind the problem of potential Bulgarization, which in itself is an absurd argument. You understand that North Macedonia has maybe that the internal determination has a bit weakened, because even if North Macedonia is going to implement reforms, there is no security or no guarantee that you're moving forward. And still, this is because it was very interesting that you brought in now Albania as an example. We will see what happens to Albania. I mean, I think even France could be in the last minute have the idea that maybe, there could be an issue, or maybe Greece back again. That's the problem with the EU member states, that sometimes they realize, actually at the moment, we would like to delay an enlargement as well out of internal reasons. But okay, I think the problem with the internal determination is that it's weakened because of all the delays and blockages for many years. That the EU is not a monolith, so there you have the Commission, you have the Council, you have the EU member states, and every time in the process, there could be a stop to the movement forward. But I think, and that may be in relation to agency, maybe even looking at all the reforms Northern Macedonia has to implement or just start doing, why not looking at the reforms which make sense to the state anyway? So independently of the EU membership or not. I mean, I think there's a lot of things which, political elite or the government or even the population says it makes sense. So should we go for it and do certain reforms and show that we can do reforms, that we can implement something? So getting a dynamic into the system, saying we are able to do something, and maybe even for that the population becomes more involved in saying, what do we really want from our government? So do we want the new membership, or are there other issues which are more important and pressure the political elite for certain reforms? I mean, this could be reform points or reform issues which they need to do anyway for a new enlargement. But I think really to establish the link between people and government again, and that the government has a responsibility to more or less reform the system so that it benefits the people. Кратки две видеа, но мислам дека
се е кажано во нив и тоа вака луѓе кои не се бават нешто посебно со Македонија секој ден следат, се разбира, меѓународни односи, меѓународна политика, Балкан го следат исто така. Повторно ќе нагласам со една навистина академска неутралност на И кој беневолентност. и беневолентност, да. И мислам неколку многу важни поенти се прво околу она дека зад Бугарија уствари се целата таа магла што се создава со дезинформации, целта е да се направи една сценографија за која нели ќе се корупција, ќе се продолжи со политизирано судство, со притисоци ваму и таму, со авторитарни тенденции и се она што сме виделе. И при тоа ќе се одржува таа магла. Повремено веќе се пушти и друга, како што видовме денес каде во Катимерини читав еден текст кај што грците многу јасно ставаат до знаење дека одма се тука околу тоа дека ќе се блокира ако Мицковски продолжи со тој обид да придобие гласови што повеќе го вративме името. Сам како не го врати името. Знаеш што ми е впечатило Горен? Тоа или ова околу реформите. Не постојат гаранции. Гаранции постојат само ако имаш политичка волја, одлука да спроведеш реформи кои се во контекст на ЕУ. Тогаш во тој процес Бугарија нема никаков глас кој може да евентуално нешто спречи поради што нели тука се гаранции некои се барат. Доста мислам јасни пораки кои би Знам, да се многу позадината и сватат. на двајцата професори, но ова што ти го коментираш, е дилемата може ли Македонија да спроведу реформи без надворешен притисок? Бидејќи нашиот политички модел, кој што е многу специфичен, деликатен, јас се уште мислам дека е успешен во принцип за тоа што треба да реши, а на пред се политичкиот модел ја решува клучната точка во нашето постоење, тоа меѓуетничките односи. Бидејќи другото е прашање на колку си успешен економски и така натаму и сите други погања. Меѓутоа мислам дека со практичното заминување на американците сега ќе биде и фактички, бидејќи амбасадорката веќе од кајатно декември не е тука, кога ќе дое нов амбасадор, сам Господ знае, бидејќи мислам дека ни Трамп не знае дали ќе има и кога ќе има. Ако има нов американски амбасадор, европејаните, ево и тоа ти што го кажуваш, знаеш како ние сме веќе на од Марта Коспа надоле, да не кажам и председателката на Европската Унија, на Европската комисија и председателот на Советот и така натаму, у нас веќе не спомнуваат во еден онака во еден контекст кај што да се кажат неколку збора за да се кликне, да се удри вака дека е нешто кажано. Дали ние имаме овдека капацитет да правиме вистински добри реформи? Еве, разговараме веќе во 2-3 емисии со Васко Маглешов минатиот пат, со Калајджиев професорот пред тоа. Ние не сме способни да направиме реформи на правниот систем, ако немаме знаеш како луѓето немаме политичка волја, не постои. Значи, нас не ни треба некој да ни ги каже решенијата. Неодамна им објаснував на една група на луѓе дека Охридскиот договор е 95% се решенија кои што македонските и албанските експерти на масата ги понудија. Но нас странците ни требаат како едно поттуркување во правец и легитимација на решенијата. Бидејќи ние не сме способни, неволни сме, неподготвени сме, добро ни е без реформи, говорам за луѓето од власта пред се, но и за сите други. И тоа е она што без овој фокус кој што би дошол од страна, ми се чини дека ние ќе потврдиме и само во една реченица, види, немаме време сега со тоа да се занимаваме, но и понатаму мислам дека идната година многу ќе зависат работите од тоа што ќе се случува во Србија, а во Србија, Боријан, работите не одат во насоката која може би јас и ти би ја посекувал. Ја мислам дека 25-та е година на јасна порака дека дека е завршено, дека некој ќе доаѓа и ќе ни менува пелени. Тоа е завршено и тоа го професорката во незината изјава на крајот го вели дека она што е сега потребно е граѓанството да каже што сака од владата и што му е потребно. И во таа смисла
дозволи ми да го најавам гостинот, нешто што повторно влева оптимизам, а тоа е едно будење на граѓанството и една граѓанска иницијатива пар екселанс, вака најавтохтона, која никој од никаде не ја поддржа, туку се створи од една потреба граѓанска, од една потреба за една граѓанска култура, емпатија. За жал, заради трагичен настан. Заради трагичен настан. Станува збор за Дарко Стоилов од Кочани, односно живее во Амстердам. Да, во Холандија. И посебно сме ти благодарни што од аеродром доаѓаш тука кај нас, да ги споделиш твоите искуства, твоите мотиви, инспирација од која ти ја дава енергијата за овој ангажман од Супорт Кочани, кој е несомнено една од впечатливите иницијативи во 25-та година. Фала ти, Боријан. Првин да ве поздравам тебе и Сашо и да ви кажам дека ве пратеме често, особено јас, да. Не, поминувам доста време у Кочани и да ги поздравам за број вашите гледачи. Поминувам доста време у Кочани, у суштина, и доста сум приврзан со градот. Мислам, бил сум активен и порано. Не ми е прв пат да се ангажирам у граѓанството. Не знам, претходно имавме ковид криза. Заедно со уште неколку дечки од Супорт правевме некои апликации, дека дававме репорти, дека правевме кластери и слични ствари. Не доживеа ваква експанзија, али па ипак беше доста посетен, некаде околу 15.000 посети бележевме дневно, мислам, тај период додека беше еко на ковид кризата. Не знам дали се сеќавате, у Кочани исто се деси еден пожар на ден Илинден 21 или 20 година, кога цело Кочани беше заобиколено од ОЈН, и една друга влада у тај момент беше у Крушево и дојдеа вечерта у 9 сато и дека на исти начин исто бев укочени баш у тај момент и се организиравме повторно граѓаните со различни методи, ПП апарати и слично за да го одбранеме градот. Нема институции државата која може да те заштити. Локалните институции, мислам, реален да бидам, јас ово имам кажано и многу пати претходно, не знам дали јавно, ама го имам дискутирано и со новинари и со други луѓе. У еден момент се наоѓав до Варницата, која е прилично место дека има доста дрва, зеленило и слично, и една цистерна на водовод нема вода. И замисли дека требаше да оде 2 км или 3 км да напуне вода, пошто немавме хидрант на тај дел од градот. И после таков настан, јас као граѓанин очекував дека барем хидрантите ќе беа активни, бележани и ќе знаевме дека има вода. Што се дешаваше дено на пожаро, исто бев укочени, мислам дека е на недела претходно бев стасен, и ја обично 7 месец и пол некогаш и повеќе. Са бајлето, оти малце покасно се разбудив, иначе живеам блиско до диското, многу блиско. Го видев иницијалниот чат или што и да е. Видев ја цистерната кај Лукоел пунеше на хидранто. И тоа е пораз за еден град. Значи имаш пожар пред 3 години, дека 4 куќи беа изгорени, за среќа немаше цивилни жртви, и сега ни се дешава исти и цистерната на пожарната овај случај се враќа на приватна бензинска пумпа за да наполни вода за да се враќа. Хидрантот пак не работи. Да. Не е било причина тоа пошто они веќе се го беа изгасиле пожарот, овој беше као допуна, не е имало некакво влијание. Фактот дека хидрантот и по пожарот кој можел да во 20 ти мислиш дека денеска има хидранти? Ама уште нема, Саш, уште нема. И првите денови ние не се појавиме првиот ден или вториот ден. Обично знаеш како у такви ситуации првен си кај тие што ги знаеш, што ги познаваш, најблиските, помагаш и слично. Дента кога беше тоа 6-тиот ден, кога беше погребо, буквално
повредените, некои од блиските почнаа да дечки не издржливо ова, доста трошеци и слично, и така се најде на иницијатива неколку за јас, Иван Ивановски и не знам кој беше, да, Ненад беше управите и уште неколку дечки на почетокот. Може би, мислам, се прекочени за вашата организација многу се говори, да. Но сепак може би да недостасува малку да ја представиме. Вие се основавте формално како невладина иницијатива и така натаму, неколку месеци по трагедијата. Да. Тоа е негде кај мај-јуни, ако не се лажам. Јуни, мислам дека беше последниот. Така, имате над 100 членови, ако не се лажам. 33 се членови у Сдруженијето. У целиот период се поминале околу 100 души што се помагале. Волонтери. Тоа е се волонтери, да. 33 сме дел од Сдруженијето. Некои луѓе беа првите месец дена, некои дојдеа и се приклучија малце покасно. Некои заминаа веќе, што е жално, сите студенти ни заминаа у Словенија и у Бугарија на студии. Нема едно дете од студентите што беше у организацијата и што остана да студира у Македонија, што е многу жално. Дарко, мислам, критичката јавност во Македонија се согласува дека државата потврди и во овој деновите, неделите, месеците после таа страшна трагедија со 63 изгубени човечки животи, ама и негде околу 190-200 повредени. Бидејќи ние има потешко 200 и нешто. 200 и нешто се веќе, да. Меѓутоа тоа се луѓе кои што ќе имаат последици од ова цел живот практично и така натаму. И вие влеговте како известна алтернатива на тоа што државата не успеа да го понуди како решавање на ајде тоа што се случи, меѓутоа ремедирање, односно леснување на последиците на што се случува, да речеме, ќе градеа клиника Шварцвалд на Пониква. Има ги таму некаква лопата фрлена, функционира ги тоа нешто или ништо од тоа? Гледај, тоа е едно одмаралиште што беше на МВР оно суштина. И одмаралиштето дојде како предлог на маса и кај нас и дојде у болницата, али ние не сме били ангажирани, пошто нас искрено не потрагаа цело време. И ден денеска на мене ми е многу криво искрено, пошто ве сваќате како конкуренција, претпоставувам во политичка смисла, што е една безсмислица неверојатна. Да, али многу пати си имаме јавно оградено дека и еве поминаа избори, ние буквално никој не беше да, имаше некој од членовите, ама тие луѓе се биле или у Левици, или у СДСМ, или у ВМРО. Да, и претходно, скоро на Инфомакс ја спомна у другата емисија една од членките што беше доваѓаше кај нас, помагаше и стварно многу помагаше девојчето. И оно си е у дел од власта. И ние немаме ништо против тоа, сваќаш. Од срце е довеѓала, помагала е, отпосле се одделила, откако се разделиле или имала е повеќе работа или заминала е некаде на патување. И тоа е тоа. Ние од сите партии буквално имаме младина што се мешале некогаш. Веќе овој муабет што го правиме е под пресија на една партизација на целиот контекст кој што пред се власта го наметна. Мислам, еве ова и ти што го говориш и јас што го суфлирам, па што ако е некој партиски член, каква врска има тоа во волонтирање и во желба за помош? Па и во активизам, и во активизам, за да се молче, не знам што. И во активизам кој во моментот на владата нешто и пречи, при тоа не кажува зашто пречи. Колку средства собравте до денеска, например? Кај нас дел од средствата не се структурирани, пошто ние немаме ни пристап до нив, ни знаеме дали некој ни е доставил информација. Буквално луѓето испратат од сметка на сметка. И тука имаме изброено некако 600 и нешто илјади што се стасани потврди до кај нас, што некој има потврдено дека има уплатници. Говориме за 1000 евра. Да. Но реално е дека тоа е веројатно над милион таа сума. Па можеби. Не можем да шпекулирам со информации, пошто многу од луѓето директно трансакција имаат. За тие нема данок, пошто тоа е трансакција меѓу. А на што имаше данок државата што зема? Да, откако го формиравме Сдруженијето на граѓани, ние сме поделени, буквално концептот ни е направен дека имаме една сметка за заеднички донации и таму еве Инфомакс има собирано заедно со Ненад, мислам дека беше од
кај нас гостин, собира донации. Таму ги имаме со приберено повеќе поголеми донации или донации од фирми, од странство и поединци претpostavувам. И поединци, да, и од Македонија, да, дефинитивно од секаде. Здруженија на граѓани, други, не знам, вака критична маса организации кои беа доста редовни. Цркви, од црквите уште не се стасени, ама да треба во секој момент дискутираме моментално. Само еден да. момент, тоа е црквата ми се чини дека најмногу се ангажираше за собирање средства вон Македонија. Или грешам? И во Македонија. И во Македонија. Они не беа доста гласни, али работеа. Првата компресивна облека беше соберена од донации у Италија и они не ги пуштија. На втора сметка, што е буквално само за повредените, дека набавуваме креми, компресивна облека, други не знам, медикаменти што Важно и е да треба. кажеме дека се уште тече можноста за донации. Да, се уште тече, али веќе имаме договори со уште кои треба да ги собереме средства и одпосле мислам дека ќе повикуваме само по потреба, пошто и ние не ќе да имаме Се разбира, средства што нема да знаеме што да и правиме на крајот на денот. Како работевме до сега, повикаме, некој донира, овозможеме на повредените или направиме на распределба до сите повредени и родители на починати деца. Така да цело време гледавме да бидеме транспарентни и во суштина кога правиме распределба обично останат некои незанемарливи средства што не може да се поделат на 137 души, мислам последно дека распределиме, да. Да. Што се случи со она опрема која во болницата едно време, една комора која не функционираше, која се набави? Искрено, што се случува со, мислам, барем со таа опрема медицинска која беше потребна за нега на повредените и огромен дел, исто ќе кажеме, физикална, ние доставиме огромен дел на опрема благодарение на македонска компанија што донира доста многу и тука беше искористен и се најде у сусрет откако го направија одмаралиштето на Пониква како центар за рехабилитација, така да ги користеа некои маси, топки, што ти јас знам, не ми е баш професија, него што имат потражено од болницата, ние сме го доставиле како листа и ги имат доставено сите работи. Користат ги дел, хипербарната комора, тоа го имам зборено и кај Ландов, у тај момент уште не ја користат, не ја користеа, а сега точно не знам какво е стањето, пошто немаме некоја добра координација сега со Кочанската болница, пошто знаеш како е кај нас. Која состојба е Кочанската болница? Реално се унапредија ли таму работите? Се вложили? Кои им се потребите, се знаели? Кој е капацитетот сега види, на таа Сашо, болница? ќе зборам сега као Дарко, не како Дарко од Супорт Кочани. Кочанската болница, пошто персонално и лично имам доста одено до неја, е еден обичен транспортен центар. Сите дојдат од целиот исток, Берово, Делчево, Каменица, што ти ја знам, Виница, кај нас, се претоварат и директно доваѓаат или Скопје или Штип се носат најчесто. У суштина има многу добар персонал и кадар, имаме феноменални доктори, не секаде, нормално, треба ни да се покрие, али мислам дека у менеджмент цело време се стават луѓе кои немат доперна точка со било каков менеджмент. Пошто претпоставаме едни и други и трети тоа. Историски, не само се. Историски, за да координираш една установа што има, не знам, 300-500 вработени, не знам колку точно имат, возен парк, еден тон апарати, ти треба да имаш мал осет како се менаџират тие работи. Ако си, не знам, студирал медицина и никој пат у живото немаш искуство практично околу менеджмент, не можеш да ги подкренеш работите, без разлика буџет, пари, не знам, така да катастрофа е. Имате ли, Дарко, дали некој од владата се обидува, не знам во владата како се постави нешто таму, правеа некакви тимови за поддршка на кочани, на кочанчани, на институциите. Ви се обратил ли некој
еве за координација, бидејќи вие средствата кои ги собирате, тоа не се стотина евра, тоа се сериозни пари кои навистина можат да имаат сериозен ефект во задоволување на потребите, базични барем на сите оние луѓе што настрадаа, што се повредени, што се травматизирани, тоа е полакочани веројатно. Интересна работа е што сите мислат дека ние највеќе средства собраме, што е многу далеко од вистината. Највеќе средства, пошто сите огромни македонски компании прво, не си голем дел дојдеа кај нас, али ние саме покасно со Сдружение на граѓани и платформа дека можат да ни испратат директно средства кај нас, па ние да ги распределуваме. Али Црвен крст де факто има соберено барем дупло повеќе од нас. Сигурно па може и више, може и више. Така да дали се доста? Не се доста, пошто енос идат уиднина идат поголемите трошоци на голем дел од тие што се повредени. Сигурно не се доста. Мене ме интересира дали комуницира владата со вас, дали воспоставува некаков редовен контакт за меѓусобно информирање околу тоа што да се прави, кои се потребите, каде да се насочуваат средствата. Во таа смисла, мислам, да ја вашата конструктивност да ја некако институционално поддржат. Гледај, на почетокот имавме добра координација и тоа е благодарение на девојчето што беше од кај нас и има комуникација со партијата, да. Да, мислам она си работи тама и генерално станува збор за квалитетна особа во смисла за работа. И исправиме ако грешам, мислам дека Созара беше агенцијата што менаџира кризи, она беше активна и МНР. Така да МНР. Да. Додека имавме деца откочени настрана, со нив имавме доста добра комуникација преку девојчето. Мислам секој пат што и да и напишевме, беа доста МНР беа доста експедитивни у тај момент. И говориме за ова транспорт на болните за третмани во странство. Не, транспорт не е било на МНР, тоа е европска организација на сите тие. Повеќе околу сместување на родители, продолжување на престој, биле двајца отидени, па сега биле четворујца немат престој. Што у суштина тоа не е некој проблем на МНР, туку е лошо искомуницирано колку души, шо како, дека ќе бидат сместени, а и у суштина 250 души, не знам колку стои, нешто 100 имавме испратено, 120 имавме испратено на страна, мислам. Е голема бројка за 24 сата да се изменаџира. Ама ме интересира пак комуникацијата. Има ли некој што ви се јавува, со кој можете да му се јавите во владата, кој Не. Немаме некоја комуникација на таков голем. Мислам, ние си комуницираме на наш начин, сега скоро испративме. Тие пројавиле интерес за тој тип на нема непосетено никој од владата, мислите, или генерално политичар? Институциите на крајот, од институциите, од владата, како сакате кажете? Не. Дефинитивно нема посетено. Каква е атмосфера? Излажав. Азир Алио има дојдено кај нас у канцеларијата. Еднашка имавме комуникација, формира се некоја кризна група, што застана отпосле и они продолжија да терат, ама без па неаме некои информации да речеме што се дешава таму. Јасно ли ви е зашто се работи? Што како ривали ли ве доживувате? Не разбирам, бидејќи една иницијатива која остави апсолутно силен впечаток во јавноста, мислам дека не можам ни некој ептен, некој треба да е партиска будала, некоја која ќе излезе и нешто ќе ве критикува или ќе зборува против вас, мислам има еден консензус општ околу тоа што значите вие. Што е проблемот? Не знам, пробувам да разберам и јас што е проблемот, ние кога се појавивме и јас у суштина никој пат не ни е била целта на нас да, не знам, нешто политички да се мешаме или слично. Иако сме го сакале тоа, ние ќе сме го почнале порано. Моментумот беше дека јавно кажавме дека се отворени вратите за сите.
И што би направил, јас можам да кажам у таква ситуација, јас директно би се појавил, кој да, не знам, не мора највисоко политичко ниво, него некој координатор е рече, окей, дечки, вие сте локалци. Вие ги знаете повеќе од луѓето. Ова што праша Борен е тоа. Базична логика, некоја така. Хуманост, не знам, некоја сега да не се време емпатија, ама не, ама контактираат они локално, ама со своите партии. Да, знам, ама добро, тоа е повторно во рамките на партискиот интерес. Како, поминаа 9 месеци од оваа трагедија. Сакав да се докажам само што би направил ја. Пошто ние веќе имавме сетирано кол-центар, комуникација со сите родители, волонтери, што буквално без пари сите дојдеа тука за да помогнат и седеа преку работно време. Директно ќе ја ставя во функција некако таа група на луѓе, чим веќе се е одлучила дека е тука да помогне, да искочи сусрети да помогне на било кој начин. Координација, кризен менеджмент, да, податоци, се. Почнав со ова, добро, поминаа 9 месеци од трагедијата, се разбира дека сега сме во една фаза кога друг тип на последици доаѓаат. И тоа не само последици овој тип на здравствени и така, туку и психолошки, сето тоа. Почна судењето, веројатно тоа е она рамка во која што сега се формулираат ставовите. Мене ме интересира, те прашам ми како кочанчанец. Да. Каква е атмосферата во градот? Се поврати ли некаква, макар и вака трага на нормалност, луѓето успеали повеќето од луѓето да се консолидираат на известен начин? Види, веќе поминува доста време и сите знаеме дека времето полека залечува барем дел од раните и добро е тоа, пошто ние не можеме да бидеме цел живот завиени у црно. Гледам сега и веќе некои од локалите почнуваат да организираат и свирки, тоа не беше случај претходно у Кочани, што е добро. Претходниот градоначалник или веде градоначалник проба да направи некој собир, па тоа беше спречено и гледам сите се малце резервирани сега околу правење на забави, што по мене е доста погрешно, ради тоа што истите куќички онај новогодишен базар што е традиција, буквално по баварски специјалитет го имавме у Кочани секоја година за Божик и за Великден 2 пати у годината и беше као нека локална атракција што привлачеше од другите градови што гравитираат околу Кочани. Сега нема и е префрлено виница и слично, така да такви одлуки и манифестации веќе што се прерастани у традиција, според мене не би требало да се прекинуваат, пошто треба уште малку време да помине. Треба сепак ама моментумот е дека истите луѓе што искачат веќе одат и у Виница, и у Штип, и на други места да излаат. Ти не можеш да ги спречеш дечките од 16, 17, 18, 19, 20 години. Каква е атмосферата? Се дојдеш во Амстердам, одиш во Кочани, дома одиш, како ти е чувството? Гледај, Кочаник за мене е секој пат мојот град. Се разбира, да. Без разлика на се што се дешава, на мене кога сум дома ми е окей. Сега, по првите неколку месеци беше тотална катастрофа. Секако уште имаме последици од тоа, уште се дискутира за една или друга тема поврзана со трагедијата. Али у суштина се малце од малце барем се осеќа разликата, односно секој месец се повеќе и повеќе се осеќа разликата дека времето ги залечува барем дел од мислите што ги имаше. Направивте еден модел кој што е навистина преседан. Не дај Боже да имаме повторно потреба од повторување на тој модел, но мислам дека моделот постои. Да. За некакви идни времиња кои да се надеваме никогаш нема да има потреба со потреба. Сепак што е иднината на Сепорт Кочани? Што планирате да правите понатаму или мислите дека е можеби време да сгасне организацијата? Како сте разговарате ли на тие теми? Да. Не, дефинитивно кога разговараме ние генерално гледаме за барем една година унапред, особено сега откако стигнаа работите околу донации, распределби и организација околу компресивна облека и слично, така да имаме
повеќе работи што треба да се дешават у генерално 26-та година. И остануваме да постојаме, пошто Support.co е уствари издруженијето, малце го разделивме од Support Кочани, ради тоа што има повеќе иницијативи што се терат преку него. Една од иницијативите што се тера е Гнездо. Гнездо е уствари еден локал, еден мултикултурен центар спонзориран од, не знам дали може да кажам, еден Македонија уствари го спонзорира на година време сега за сега, работи, да. И таму имаме веќе едно девојче што е на пуно работно време и две девојчиња на пола работно време. Морам да кажам дека до март сме букирани со работилници, психолошки, различни уметнички работилници, дискусии околу демократија, слободен говор и човекови права. И посетители има интерес кај младите. Да. Работилници од IT секторот се доста посетени. Иван исто од Support држеше околу финанси. Така да имаме доста работилници, до сега сме доста задоволни од се што се тера у Гнездо, а до март ни исто така имаме веќе скоро секоја недела. Да е оваа моја теза и мојот оптимизам да ги задоволам. Дали уствари овој удар, тој шок, траума, таа трагедија која се случи колективна за Кочани, особено за цела Македонија, но особено за Кочани, дали во неа гледаш иницијација на ново едно будење, нов дух, некакви зачетоци, што да е, некаква излез од една апатија која доминира со години во ова општество? Види Боријан, за мене Кочани као Кочани, ова е одеднашка огромен број ова е демографски удар за Кочани. Јас гледам и сум огромен оптимист дека у Кочани работите не ќе почнат, морат да почнат, пошто бројките покажуваат град што има огромен демографски удар. И сега актуелна е темата за мигрантите и гледам дека сите дигат паника околу тоа. Јас мислам малце поразлично, на нас ни требаат мигранти. Ама ни требаат мигранти со специфични струки, спонзорирани или слично, пошто ние веќе народ не јаве. Претходната година, ако има роден, у Кочани си имат родено помалку од 200 деца или околу 200 деца, не ја знам точната бројка. Тоа е на третина од оно што се раѓале во 90-тите. И замисли еден град од 30.000 дека полека ќе стане на третина од тоа. Не знам дали го сакаме тоа. Само да кажам дека имате голема поддршка и од четот и од овие луѓе коментираат. Дури и донација има една за кафе од Gift Top 10. Благодариме, мислам ние кафето ќе го испиеме после емисијава со задоволство. Дарко, ти благодарам што најде време и сила да, што вика Боријан, директор од аеродром дојшов дека, бидејќи кога разговаравме со Боријан, немавме, ми се чини, ни една минута дилема за тоа кој ја одбележи оваа година во Македонија. И не ни отиде паметта ни на политичари, ни на не знам кој мисли дека вие на вистина, за жал, заради трагичноста на поводот, но мислиме дека на вистина ја одбележавте оваа 20. И ако нешто имаше оние коментари, ова сега треба да извлечеме поуки, тоа се да слушавме тој тип на муабет. Се извлекува ли поуки? Бидејќи ако некоја поука гледам, што можам да забележам, тоа сте вие како граѓанска иницијатива. Значи, потреба, поука дека тој тип на несреќи, трагедии се случуваат и поради една институционална негрижа, одна дехуманизираност, на лишеност од секаква емпатија на институциите, која ја роди тај. Дали има нешто друго кај што забележуваш дека се извлечени поуките кои ние сега ќе ги нели?
За жал, многу мала група на луѓе извлече поуки од целата трагедија. Ние скоро испративме исто до влада и до собрание на Комисија за заштита на човекови права и слободи. Неколку иницијативи што сакаме да бидат имплементирани. Директно на се посочени објекти од што примат поголем број на гости. Во Кочани. Не само у Кочани, тоа би било и на ниво на Македонија, како една иницијатива што би превенирала слични ситуации, не дај Боже, у иднина. И мислам дека народот сам по себе, ако оставен сам да одлучува и да се заштитува, тешко ќе доеме до ниво дека ќе бидеме безбедни. Зато имаме држава, мислам. Што ви е планот за 26-та? Каде ќе се движите? Што ви се целите? Кои идеите, визиите? Вака, со донации, односно со распределба на средства, уште неколку ситни што се ни веќе договорени, а не сме ги не се стасале кај нас на сметка да ги распределиме, ги прибираме, распределуваме и завршуваме. Останува еден сегмент што е помош на повредените и таму мислам дека веќе на крај сме или ќе завршиме или ќе гледаме случај по случај ако на некому фалат средства за допуна и слично. Пробуваме да биде фер за сите, знаеш, да не остане некој настрана. Има ли планови да ширите вашата иницијатива, го спомнав тоа гнездо на други полиња на... Гледај, иницијатива као иницијатива Супортко као Сдружение на граѓани опфаќа повеќе сегменти, работилници и мултикултурен центар, младински центар, како што го нарекуваме Гнездо, веќе донаса плодови, ради тоа што многу деца дојдеа и посетија некои од основни работилници у развој на софтвер. Еден од дечките што е волонтер кај нас држа и утре ден, следниот ден гледаш од професори или наставнички у основните училишта дека истото дете што го е посетило веќе го шире знаењето и секаде. И ред други работилници, имавме работилница за плетење малце, што е доста добро да си го да си изрелаксираш на еден начин. Дека тоа е една од ретките добри психотерапии. Дедо ми плетеше чорапа постојано кога цел живот веројатно и кога тоа некоја традиционална психотерапија. Имавме некаде препуно беше, буквално имав места за 20 души, имавме 30 души. И слични работилници, не знам, финанси, не знам дали знаете, ама у Кочани се дешава еден феномен што ако претходно беше град на софтверот, дека цело време имавме покрај Скопје прави софтверски фирмички што гравитира или функционира у Кочани. Сега финансиите се као главна тема. Така да доста мали иницијативи кои поттикнуваат нешто здраво и буквално едно ги отргат мислите, друго дават знаење или рече го сакаш Кочани, твое Кочани. Би сакали да можеш да се вратиш од Амстердам трајно во Кочани? Види, јас бев вратен од октомври. Мислам, у суштина сакав да се вратам, али јас Европа чувствувам како една држава. На мене ми Амстердам исто како 2 сата повеќе од колку од Скопје да сидам дома. Единствено идентитет. Единствена разлика е тоа што ако седам у Скопје ќе треба да го дишам вашиот воздух и фала ви ќе оставам повеќе за вас. Не, шалам се, али моментот е дека не гледам некоја разлика од Европа. Европа е толку мала што буквално си на неколку сата од дома каде и да си. И у суштина, у Кочани можно е некогаш да се врнам у наредните години, али не сум уште сигурен. Сашо, видиш, колку и да е 26-та песимистичка една визија колку и да имаме за 26-та, сепак во 25-та се случи вакви работи како Дарко, кои ќе продолжат да бидат активни и кои влеваат надеж.
Борјан, 26-та година ќе биде преплавена со персонални успеси, среќни случувања, со, како да кажем, на луѓе ќе им се раѓаат внуци, деца, ќе дипломираат и така натаму, значи немам јас никакво сомневање дека на некакво персонално ниво ќе има разни радости. Обштествена, во оваа обштествена смисла. Мојата обштествена проценка е дека ќе биде малку подепресивно што би сакал. Кога ќе видам вакви млади луѓе ко Дарко, јас не се давам со оптимизмот. Ете, Дарко, друго пак ќе кажам граѓанска иницијатива, а второ Мечка, Мичо и целата екипа на Инфомакс исто така медиски направи еден исчекор кој апсолутно, кој што гледаш, имавме можности во неколку прилики да многу добро им е јасно на луѓето дека една друга енергија, друг медиум, друг начин на комуникација, каде што просто нема криење. Тоа е тоа. Така е. Да. И за таа работа апсолутно им честитаме, бидејќи Да. Кога би бирале медиум на годината, веројатно ќе треба се мислам непристојно е да зборуваме, бидејќи сме во студиото да Инфомакс. Меѓутоа, оваа година одбележа Инфомакс, нема веројатно и тука претходната во голема мера, и затоа и на Мечки и на Мичо, особено ако частат ќебапчиња, пошто обеќаваат одамна, ама тука нешто све имаат некакви поитни приоритети. Добро, ќе причекаме ние и јануари. Се славеше, ама ти не беше кога се славеше и сега и за тоа. Нема се жалиш. Дарко, благодариме многу за ова гостување и се надеваме да се видиме и во некоја една прилика, ако ништо друго, за некоја добра вест што Сапорт Ко ја спроведува не само во Кочани, туку и во Македонија. Дарко ми беше чест и задоволство, знаеш, искрено. Ви благодарам и на двајцата. Ќе искористам оваа прилика само да се заблагодарам на сите медиуми, на сите компании, на сите индивидуални поддржувачи на Супорт Кочани, пошто ова е валјда последното јавно обраќање од мене за оваа година. Сите компании, особено неколку на медиуми, да не спомнуваме имиња, што беа од почеток до крај, тоа се буквално одговорни и здрави компании што буквално цел живот ќе сме и благодарни како кочанчани. Па тоа е се за оваа година. Се надеваме следната Честитки, убави година. празници, да се добинете убаво. Точно, и божични, и новогодишни, тие што слават и така натаму. Ние ќе продолжиме, како што и најавивме на почетокот, веројатно негдека после 15 јануари ќе видиме ја и Борјан во која состојба сме и дали баш ќе бидеме отичи, има мамурлуци, ќе има... Али Мечка и Мичо нема ништо да ги сопне. Не, оди на втори јануари ќе бидат исто. Ако не и на први. А може и на први. Ви благодариме за ова издание на Политиканти. Се гледаме во следната 2026 година. Од мене е Сашо Крановски. Пријатно. Среќна нова година, среќни празници, се да е убаво и од мене Борјан Ивановски.